Почитувани, додека Македонија тагувала и ги броела жртвите од пожарот во Тетовската модуларна болница, Венко Филипче анексирал договори за градба за да се спаси. Венко Филипче, кој дозволил да се изгради модуларната болница во Тетово со неогноотпорни материјали, денови по пожарот склучува анекс со фирмата изведувач да ги промени панелите од кои се изградени контейнерите со огноотпорни. Имено, Венко Филипче склучува анекс на договор со фирмата која ги гради модуларните болници и ја зголемил цената за 20%, само за да се променат материјалите во другите болници низ државата. Зошто Венко Филипче побрзал да склучи договор за промена на материјалите од кои се изградени модуларните болници? Зошто претходно Филипче дозволил таквите болници да се користат, а веднаш по пожарот побрзал да ги промени панелите? Зошто веднаш ја зголемил цената за 20%? Дали тие 20% се причината за пожарот во Тетово и смртта на 14 луѓе? Дали Венко Филипче морал неминовно да го анексира договорот за 20%, затоа што тие пари претходно завршиле во нечии джеп? Од тендерската документација и основниот договор за набавки на работи, број 23-1431/17 од 28.5. јасно може да се утврди следното. Член 7.3.1 од тендерската документација, договорниот орган во рамките на оваа точка не предвидел разлика, тоест корекција на цени, туку напротив, стои одредба дека цените искажани во понудата на најповолниот понудувач ќе бидат фиксни за целото време траење на договорот. Во член 3 од договорот исто така е предвидено дека единствените цени кои се дадени во понудата која е составен дел на договорот, истите ќе бидат фиксни и непроменливи по било кој основ. Следствено, член 2 од анексот број 23-1431/63 од 20.12.2021 година е во целост спротивен на основниот договор, па согласно член 116, 117 и 119 во врска член 39 и 41 од Законот за облигациони односи е ништовен. Овде има и зошто е ништовен. Наместо Министерството за здравство да му наложи на изведувачот сите измени согласно договорот да ги направи и изработи на свој трошок, Министерството за здравство, пазете, му одобрува на изведувачот 20% изголемување на цената. Наместо Министерството за здравство да бара од носителот да ги урне објектите кои ја загрозуваат безбедноста и да побара да си ги изведе на свој трошок работите, Министерството за здравство склучува анекс со промена на 20% повисоки цени. Ова е тој противзаконски и ништовен анекс број 1, склучен и потпишан само од тогашниот министер Венко Филипче. Ево тука Венко Филипче. Овој анекс е склучен на 20.12.2021 година, само 2 недели пред заминувањето на Филипче од позицијата министер за здравство, бидејќи веќе од јануари 2022 година Министерството за здравство го презема Беким Сали. Анексот никогаш не е објавен на страната на електронскиот систем за јавни набавки во делот на измени на договорот. Од тука се поставува прашањето: зошто Филипче потпишал анекс кој е целосно спротивен на основниот договор и согласно одредени закони, истиот е ништовен? Зошто Филипче не побарал од фирмата изведувач да ги сруши модуларните болници и да направи нови со подобар квалитет и според Законот за градење и според Законот за здравствена дејност? Почитувани, дали одговорот на сите овие прашања е 20%? И каде завршиле тие 20%? Вистината за модуларната болница јавноста мора да ја дознае. Утре повторно во 12 часот на пресконференција нови скандали
поврзани со случајот за модуларната болница, каде сериозно има случај на судирни интереси на лицето кое што ги одобрувало техничките спецификации за модуларните болници, кое било поставено директно од Венко Филипче. Ви благодарам.